Зошто немало големи уметнички низ историјата? Ова беше предизвикот кој на натера да го истражиме ова издание на Приказна. Останете со нас и погледнете што ви подготвивме. Низ историјата жените уметници често се бореле со секакви предизвици. Дел од нив имале помали шанси да се образуваат, нивниот труд не бил препознаен, а и не можеле да ги продадат своите дела на пазарот за разлика од нивните машки колеги. Останете со нас и погледнете што ви подготвуваме во рамките на истражувањето во ова издание на Приказна. Зошто немало големи жени уметници? Ова е прашањето кое во 1971 година го постави Линда Ноклин. Со него се отворија низа прашања во врска со стандардите во историјата на уметност, што ги запоставуваа, маргинализираа и игнорираа женските гласови и ставови во комплексниот уметнички свет. Ноклин не пишувала од перспектива на уметник, фрустрирана од недостатокот на препознавање, ниту едноставно тврдела дека во минатото талентираните жени виделе дека нивната работа е скриена од очите на јавноста. Наместо тоа, како една од најголемите авторитети на европската уметност во 19 век, таа дала остра и детална анализа околу дискриминацијата. И светот на уметноста има структури на моќ како и секоја друга индустрија. Според статистиките на Британскиот национален музеј на жени во уметноста, 51% од визуелните уметници денес се жени. Но кога станува збор за изложби и галериско представување, бројките пренесуваат нешто помалку оптимистична приказна. Во Лондон, например, 78% од галериите представуваат повеќе мажи отколку жени, додека само 5% представуваат еднаков број на машки и женски уметници. Низ вековите, жените биле вклучени во создавањето уметност, без оглед дали биле во улога на креатори и иноватори на нови форми на уметничко изразување, покровители, колекционери, извори на инспирација или значајни соработници како историчари на уметност и критичари. Би сакала да истакнам само една работа, дека во тој период дека создавале тие, битно било многу важно дека имале визија, а пред се смелост, истата нивна визија да ја изнесат во време кое било резервирано исклучително само за машки уметници, творци, а и нормите биле на многу низок степен. Тоа е навистина една ретка способност, храброст, каде што до ден денес останале запамтени и се разбира носители на една важна одлука животна, што влијаела понатака на многумина да ги охрабрат и да започнат по нивните стапки. Од познатите светски женски уметници кои што оставиле печат и трага во моето ликовно образование, би ги напоменала Мерика Сад, Фрида Кало, Џорџио Киф, Тамара Лемпицки. Од македонските автори би ги издвоила Ана Темкова, Борка Аврамова, Кираца Васулчева, Елена Стефанова. Иако жените уметници биле вклучени во создавањето уметност низ историјата, нивното дело, споредено со тоа на машките колеги, честопати било занемарено и поценето. Многу од нивните дела биле дури и погрешно препишувани на мажи уметници. Жените биле и продолжуваат да бидат составен дел од уметност, но и покрај тоа што биле ангажирани во светот на уметноста од секој поглед, многу жени уметници на некој начин биле заглавени во традиционалниот наратив низ историјата на уметноста. Тие се соочиле со предизвици поради родови пристрасности, од изнаоѓање препреки во образованието, па се до продажба на нивната работа и стекнување признание. За жал, уметничкиот свет е историски застапуван од мажите, а жените уметници ретко се споменуваат и покрај нивните огромни придонеси. Жените во уметноста се соочиле со бројни предизвици поради родовите пристрасности. Често се соочувале со потешкоти и во образованието, патувањата, па дури тргувањето со нивниот труд, како и стекнувањето признание. У нашата галерија изложувале доста жени и мислам дека негде бројот би бил 50-50, 50% со 50% со мажите. Жените се исто дел од истото тоа уметничко милје кој и мажите, меѓутоа дефинитивно дека на Балкан се мажите поекспонирани сигурно од жените, како зборам како кариерни уметници, нормално не кои жени што завршиле академија, него жени кои се бават и живеат од својата излагаат дела и живеат од продажба на своите дела.
Истражувањето на Сатеби Мей Моузес, кои изготвуваат анализи за состојбите на пазарот на уметност, откриваат дека иако цените на аукциите на уметнички дела чии автори се жени, се уште заостануваат зад оние што ги постигнуваат творбите на машките ривали, сепак постои сегмент на пазарот каде жените значајно водат. Имено кај делата што се тргуваат на аукцијскиот пазар, цените за делата креирани од жени растат со значајно поголема стапка во однос на делата подпишани од маши. Најскапото продадено дело на жена уметник во историјата, Jimson Wit, White Flower No. 1 од Джорджија О'Киф во вредност од $44,4 милиони во 2014 година. Почнувајќи од доцните 1960 и 70 години, феминистичките уметници и историчари на уметност креирале феминистичко уметничко движење кое отворено се осврнува на улогата на жените, особено во западниот уметнички свет, како се перцепира, оценува или присвојува светската уметност според полот. Покрај тоа, таа ја истражува улогата на жените во историјата на уметноста, но и во општеството. Сега, во овој период, се е поинаку, бидејќи слободно сите уметници, без разлика дали станува збор за архитектура, музика или ликовна уметност, се застапени равноправно, без предрасуди и се разбира никакво осудување. Градејќи ја мојата кариера, никогаш немав нити предпоставка, ниту пак сум се сомневала дека треба да игра голема улога или клучна улога на кој род припаѓам. Затоа што во уметноста не постои женско сликарство или машко сликарство. Креативноста е таа која што мора само да се негува и сликарскиот ракопис се разбира да остане впечатлив во создавањето во кое што нели и работиме. Иако е направен важен чекор кон зголемување на видливоста на жените во историјата на уметноста, во современата уметност, родовата нееднаквост и понатаму е горлив проблем. Не може да се генерализира дали жените добиваат еднаков третман како мажите, зависи од културата во која што живеат, зависи од религиозната пределба, од општественото уредување и традициите и така натаму. Што се однесува до Македонија, апсолутно да, жените уживаат еднакви шанси и еднаков третман како и мажите уметници. Во нашата земја жените добиваат еднаков третман со мажите уметници. Па мојот став во врска со ова смела констатација е сосема спротивен, а тоа е дека жените уметници се исклучително многу образовани. Нема разлика, едноставно се работи за разлика во личност, а не за разлика во полот. Како сведок на Факултетот за ликовни уметности во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи, можам да ви информирам дека во последните 12 или 13 години се запишуваат 80 или 70% студенти од женски пол, а само 20 или 30 од машки, зависно од катедрата. Значи нема некоја матрица, меѓутоа процентот е тој. И тоа е еден воодушевувачки процент и фасцинантен факт за тоа што тоа укажува на големата еманципација на младата жена и втора на големата доверба и еманципација на самите родители кои што се среќни нивната млада ќерка во иднина да биде уметник. Податоците говорат и дека младите жени од земјава кои себе си се гледаат професионално во уметноста, сакаат да се образуваат. Да, како што еве и моите колешки би се согласиле со мојот одговор дека мислам предизвик од раните уште кога одлучив да станам уметник, да студирам уметност, памтам многу добро мојот професор по ликовно што ми кажа: размисли убаво пред да одлучиш, бидејќи ова е тешка професија, посебно за жена, посебно за некој кој што доаѓа од мал град со предрасуди. Но тоа мене секогаш мислам ми било предизвик и
не сум се плашила да го реализирам мојот сон и моите планови, изложби, само терам напред. Посебно во мојот последен проект, кај што жената е во главна улога, нели, со проектот, односно изложбата Fragile, фрагилност или моќ. Значи, во исто време жената можеби навидом изгледа фрагилна и не доволно храбра, но таа е многу похрабра од многу мажи и на дадени моменти, мислам, на вистина, и тоа и во животот, во секојдневниот живот се покажало дека жените се похрабри од мажите. И сакам, значи, преку мојата уметност и публиката да ја чувствува таа слобода и таа отвореност за каде што зборувам, за отворено за женските прашања. Жената во општеството, нејзините фрустрации, нејзините желби за сексуалноста. И морам да кажам, имаше реакции, да, во околу изложбата, да. Многу интересно, јас мислев дека жените, барем жените уметници, полесно би ме разбрале и поддржувале. Но не е така во овој случај. Имам конкретни примери од реакции од мои колешки, кога веќе почнав, бидејќи со оваа тема почнав да работам пред неколку години. Ова беше последната изложба и имаше реакции. Јас со дечкото и колешка уметник, жена, значи, коментира: ја гледаш ти она што црта последно време? Као девојка ти дали да ја гледаш? Вика, па да, работи дома. Значи, многу на самата изложба имаше коментари дали те пуштаат родителите да црташ ова или сопругот, тогаш сопруг. Да. И јас стварно не знаев што да одговорам, бидејќи јас сум возрастна жена, нели? Тогаш 35 годишна. Да. Мислам, мажите, па од друга страна, не знам, од некои пријатели имав коментари као многу ги допрело изложбата и имаше позитивни реакции, но од некои други, што мислам поограничени, имаше коментар: си сакала да привлечеш внимание. Тој проект се роди во Париз при мојот студиски престој во Сите des Arts во Париз, со колешката Сузана Ардо од Лондон, со која што претходно се имавме запознаено во Андора на ликовен симпозиум. И така, значи, се договоривме тој период и таа да биде таму, и во студиото, во моето студио во Париз сликавме заедно. Значи, тие слики се создадоа во Ситето. И многу дискутиравме додека сликавме. Значи, беше многу прекрасен период, кај што многу размислувавме што понатака, и идејата ни се роди бидејќи она во последно време исто работи на тема екологија и загадување на природата, и решивме, но исто така и за сексуалноста, мислам има и видеоарт и многу е доста активна, и така одлучивме тие слики кои што беа работени на хартија од рециклирани материјали, да ја поставиме покрај сена и да видиме реакциите од публиката. И навистина беше интересно што застанува, значи пешачи што покрај сена што поминува, не прашува што е ова, како е создадено. Значи многу интересно се да. Потоа истиот проект, истата изложба ја поставивме во галерија 8 во Стара Скопска чашја. Она тогаш дојде во Скопје, исто така беше тука 10 дена, сликаше. Така, значи, преубава соработка. За разлика од тука, да, има и шекор, дефинитивно, бидејќи можеби самиот менталитет влијае во тоа, но многу интересно, не на сите места, да, во главните градови, Берлин, не знам, Лондон, Њујорк или Париз, кај што има
премногу уметници, но во малите градови ми се случи во Касел, бев со изложба и се запознав со неколку жени уметници. Бев значи со истиот проект и имавме дискусија околу сексуалност, околу изложбата и како они се изразуваат и добив коментар што ние ако живееме во Германија, не сите места се Берлин. Значи и тука зборуваше колешката од Германија и овде кажа дека луѓето имаат предрасуди и не така слободно можеме да се изразуваме и да бидеме разбрани од публиката. Би сакала да започнеме со еден интересен момент. Многу анализи укажуваат дека кога ќе дојдат жени на челни позиции, прават одредени промени и организацијски и визионерски и носат брзи резултати. Што успеавте да промените во поглед на вашето функционирање доаѓајќи на челната позиција на Националната галерија? Националната галерија сама по себе е стожер на културата во нашата земја и се одликува со големата и богата колекција која што ја поседува и негувањето. Самата музејска дејност представува негување на тие великани кои што сме ги имале и кои што многу пред ова време биле споени со Европа. Големите наши директори како Лазар Личиновски, Мартиновски, тие се дел од Европа преку нивните посети, преку нивните престои студиски. И тука доаѓаат во нашата, се враќаат во нивното поднебје и творат согласно принципите и моделите кои што во духот на импресионизмот, во духот тоа е голема одговорност да се биде дел не само општествено, туку и културно, токму тој национален идентитет да се зачува и преку призмата на жената која секогаш заштитнички настроена не кон своето семејство, туку и кон општеството и кон целиот тим кој што работи внатре во институцијата, да се зачува целината, духот, за да истраеме и да бидеме видливи во општеството дека Македонија има со што да се радува и со што да се гордее пред Европа и што има во минатото токму преку овие дејци. Како што реков, за жената не секогаш е лесно, бидејќи одговорностите се многу поголеми. Секогаш зборуваме за родова еднаквост, не би рекла дека ние сме не толку пред мажите, бидејќи ние сме над мажите, со што тоа нашата одговорност веќе почнува од најраната возраст со грижливиот став, па после кон семејството, кон родителите. Така да тој само може да биде позитивен став кон менаџирањето и кон создавањето на услови добри прво за внатрешните вработени, кои што треба да бидат постојано мотивирани, постојано да го чувствуваат грижливиот начин на дејствување на менаџерот, не толку да биде нареднички, дека тоа треба да се направи, туку напротив, дека доколку се направи заедно и на професионален начин, тогаш ќе имаме и позитивен импакт и во општеството и тогаш ќе бидеме видливи во општеството. Што мислам дека добро направи во овие години, мислам дека прво поддршката од некои од амбасадорите кои што беа во нашата република, како амбасадорот Бейли, како амбасадорот Уатерплум, кои што многу ја поддржаа Националната галерија и ред други и тимоње, и да не ги спомнувам, стварно сите беа прво редовни посетители на Националната галерија и на сите изложби. Исто така и финансиски поддржа Американската амбасада, значи реконструкцијата на Чифтамам од Холандската амбасада преку активностите за децата со посебни потреби, бидејќи тие се дел од нашето општество и
треба ние како Национална галерија да им создадеме одлични услови за да нивната нема да речам поприродна, туку нивната посебност да стане препознаена од нивните родители преку изложбите, преку активностите, така да имавме одлична соработка. И сега конечно, на што највеќе се радувам, е поддршката на капиталната инвестиција за целосна реконструкција на Мала Станица, каде што Мала Станица конечно ќе го има тој дух на мултимедијален центар, на најсовремен во нашата држава, и после долги години административни процедури, тешки кон зачувување на културното наследство, конечно почнуваме со активности во куќата на Личеновски. Ова се убави моменти, 120 години во поглед на одбележувањето за Личеновски. Блажа Коневски имаме година во одбележување 100 години од неговото раѓање. Да веруваме дека тие луѓе колку што направиле за културата во Македонија, толку ќе успееме да ја пренесеме таа порака во иднината на младите. Во таа насока баш би сакала да прашам колку младите пројавуваат интерес кон културата, кон уметноста? Можам да кажам дека се редовни посетители, значи се активни. Благодарејќи на, пак ќе кажам, на тимот кој што е во Националната галерија, кој што и покрај ковид периодот ние одма се адаптиравме со тие услови кои што ги имавме, можам да кажам дека не секогаш се идеални, но се адаптираме лесно за да можеме да бидеме достапни на популацијата која што е секојдневно сега. Можеби претходните генерации повеќе преферира присутност каде што делото се доживува. Сега знаеме дека помладата генерација е цело време свртена кон електронските медиуми, така да кога секогаш се обидуваме и на интересен начин да го представиме тоа, за да не остане само на тоа онлайн прилистување, туку да создадеме потреба и да дојдат во Националната галерија и тоа да го доживеат на директен начин, да ја почувствуваат уметноста. Сега ја имам изложбата на Иван Велков. Значи тоа е една одлична прилика токму да се видат тие потези на размислување, значи тој однос на еден уметник кој што се гради од фигуралната уметност па се до абстрактната преку одлични кружни форми. Какви се плановите за иднина, што би направиле со цел да ја одржите културата на ниво, односно уметноста да биде присутна и покрај условите во кои што живееме наметнати од страна на пандемијата? Имавме тешка година зад нас, но за среќа таа одлика нели на жената е секогаш да биде позитивна и на на различните ситуации. Се радувам што тимот на Националната галерија, значи повеќе од 60% се жени. Оваа година аплициравме со една програма која што нели секако ќе биде и со физичко присуство и онлайн. Можам да кажам дека добивме многу голема поддршка од Министерството за култура преку програмата, кој што во годините наназад беше заборавена како институција која што треба да го има најголемиот приоритет, бидејќи, како што реков, нашата колекција бројува можеби повеќе од 2500 дела и се многу значајни за историјата на нашиот културен идентитет, така да добивме една солидна поддршка. Се надевам дека условите ќе ни овозможат, значи да постапиме со сега во најава ни е изложбата на контроверзниот, можам да кажам, руски уметник Олег Кулик, кој што со големо внимание го очекуваме. Потоа изложбата на уметницата од Косово Заке Првлукај. Имаме исто така одбележување на Зографски, на изложбата на Зографски, потоа на Димитар Кондовски, на Васко Ташковски. Значи тоа се тие големи ретроспективи кои што им одаваме омаж на нашите великани. Дали како уметник како уметница имавте прилика да ја почувствувате таа родова нееднаквост во поглед на делувањето во нашава земја? Живееме во едно општество каде што треба постојано да се докажуваме. Не би рекла
секако, не можам да кажам дека не сум била дел и од тие предрасуди, но секогаш сум се трудела тие да ги абстрахирам, да не ме допрат, туку напротив да ме засилат за да можам да ги надминам и да докажам дека не е тоа, не е мој недостаток што сум жена, туку напротив. Тоа е мојата силна страна и треба да ја докажеме и да работиме за поддржување на секоја во секоја област. Кажете ми, ви останува ли време да се вратите на вашата првична љубов на уметноста? Дали менаџирањето бара други жртви во таа насока? Менаџирањето за мене беше голем предизвик. Прво како нели уметник, па човек кој што работи во образовната дејност, но исто така и личност која што во помалата возраст има престојувано благодарение на моите родители амбасадорските функции кои што ја имаше татко ми, значи прво во Тунис и во Париз, за да може да видам, да истражувам, да постојано да ги посетувам музеите и да добиам порив дека кога дојдов тука, кога се вративме тука и кога почнав да се образувам, дека колку ни недостига, значи колку ни недостига тој допир, таа традиција која што имаат европските земји со културата, тоа живење секојдневно и дека треба тоа тука постојано да се чувствува. Но имајќи го погледот дека јас сум и уметник, дека тоа треба да го направам за општеството, за да остане, за да биде видливо, опипливо, постојано да бара публиката, културни настани да бидат присутни во галеријата и секогаш да го имам тој однос дека треба да ги представам уметниците подобро од колку што сум се представила себе си. И секогаш понекогаш кога веќе доаѓа чинот на отварање, викам добро, сега убаво е моментот, но малце и се заборавам, така да имав прилика, ја искористив пандемијата и со моја самостојна изложба да се представам преку тематиката на булката. Така да се врати во, можам да кажам, по некоја уметничка форма која што ми ги надополни сите празнини кои што во текот на менаџирањето и работењето да биде се во континуитет и зближувачки кон културата да се надополни со мојата професионална определеност. За крај само уште ова, како ги поттикнувате жените уметници, како ги охрабрувате да творат и да ги рушат бариерите? Многу се радувам дека во Македонија имаме исклучителни жени авторки кои што се и многу продуктивни и современо размислуваат. Постојано, значи, со една од најголемите заложби беше нели месецот март е посветен на жената, па една од моите најголеми задоволства кои што ги имам во менаџирањето е дека создадовме една традиција, една изложба да ја посветиме на жената во текот на месец март. Значи секоја година таа е традиционална. Првата изложба беше токму во духот на жената и сите дела кои што ги имавме во Националната галерија, создадени од жените, ги изложивме. И тука добивме една прекрасна енергија која што ден денес ја памтат и после 5 години како чувство кое што треба да истрае и се радувам што еве и оваа година преку женскиот акт на Личиновски ја одржуваме таа традиција и во пандемски услови. Илина Арсова е ликовен уметник и страстен планинар, алпинист. Има работено на ликовни проекти ширум светот, а редовно изложува на групни и самостојни изложби, каде преку својата уметност ја представува инспирацијата од најнедостапните планински врвови. Во незиниот случај, бидејќи станува збор за спој на спорт и уметност, вели дека повеќе имала проблем како жена во спортот отколку во уметноста. Можам да кажам дека некои професии се повеќе машки доминирани. Например, повеќе сум имала проблем како спортист со тоа што сум жена, отколку како уметник, да речеме. Но еве, ќе цитирам една женска ликовна група Герилас, која што има напишано
дека само 5% од уметниците застапени во Музеот за модерна уметност во Њујорк се жени, а дури 95% од делата во музеот се инспирирани од жени. Според Илина, генерално денес на уметноста, но и на спортот не се гледа како некогаш, а повеќето луѓе за уметниците зборуваат дека се чудни и друга класа на луѓе, без разлика дали некој е машки или женски уметник. За разлика од тоа што на времето уметниците, глумците, спортистите биле идолите на една држава и каде што и спортот уметноста имале високо ниво, за разлика од тоа време денес некако се гледа на уметноста како да си забеган или не знам, нешто така, но воопшто не се ни цени како професија, така да одма некако се етикетираат уметниците дека се некоја друга класа на луѓе. Во однос на дискриминација, сепак во мојот личен развој на кариера, сепак повеќе тоа на своја сопствена кожа сум го осетила во спортот, каде што луѓето, моите колеги, некако ме доживувале како закана, како сега од кај искочи оваа силна жена, па нас ке ни ги руши рекордите, па ке поставува нови норми. И па ке поставуваме заедно уште повеќе. Односот во светот на уметноста кон жените уметници се менува, а ако зборуваме за индивидуалните примери, секој уметник на свој начин има придонес во целиот тој процес. Можеби за тоа што често зборував за уметноста и некако ја поставував уметноста на исто рамниште со другите социјални проблеми кои што ги третирам во животот, бидејќи секој пат некако преку уметноста гледав да пренесам порака. Било да е таа порака од моето искуство на планините или еколошка порака, секој пат наоѓав начин, значи, ангажирано тоа да го пренесам преку уметноста. Па мислам дека и во сите тие мои излагања и споделување на позитивни искуства, како уметник пред се, сум успеала да поттикнам неколкумина да се охрабрат и да превземат чекор и покрај тоа што можеби не се школувале професионално да бидат академски сликари во животот, да ги поттикнат креативните индустрии. И сигурна сум дека директно или индиректно сум влијаела за раѓање на некои нови иницијативи од областа на уметноста или креативните индустрии, каде што луѓето и тие млади луѓе уствари сваќаат дека може сето тоа да биде доходовно. Секој уметник и секое негово дело се инспирација за некого, но и самите уметници имаат своји колеги од кои се инспирираат. Низ историјата ги има доста, но ете, можеби Фрида Кало како човек во целина со сета нејзина приказна, не само низ нејзините дела, но ги спомнав и некој од тие уметнички групи што се јавуваат во современата уметност, како што беше групата Герилас. Кај нас можам да кажам дека имаме многу здрави уметници и еве би посочила една моја драга колешка Александра Петрушевска-Ристовска, која што е одличен сликар. И сакам да ги поттикнам па и Калина Брајковска и да, еден куп мои колеги кои што некако веќе си фаќаат тек со светот и однова ги почнуваат некако да ги запазуваат и светските практики, што е многу убаво. Во време на пандемија уметноста е добар начин за бегство и смирување. Или навели дека има многу убави работи кои доаѓаат преку уметноста, а меѓу нив се токму смиреноста, бегството, но и поттикнување на креативниот ум и мисла. Апсолутно, ако се бавите со било каков вид на уметност, како прво, никогаш нема да ви биде досадно. Значи, не може да ви биде досадно. Постојано ќе наоѓате некаква визуелна инспирација во работите околу вас, а со тоа ќе се научите и да уживате во некакви вакви мали едноставни работи околу вас и ќе сватите колку малку е потребно на човек да биде среќен. Секако уште поубаво е кога ќе најдете начин, некој свој ракопис, сето тоа да го пренесете на нешто, да му дадете нов живот на тоа нешто, односно да створите нешто. Многу е убаво кога можеме да ствараме со нашите раце. Без разлика дали тоа ќе биде ваша професија или хоби, апсолутно дека
Има многу позитивни работи кои што доаѓаат со уметничката дејност, како што е поттикнување на креативниот ум, мисла, смирено смирување. Најубавото нешто е кога и тагата, и депресијата, и самотијата си наоѓаат еден убав правец за да се изразат, без разлика дали ќе биде тоа пишан текст, поема или слика. Предизвиците наметнати од оваа нова реалност која ја живееме се големи. Сите се соочуваме или откажуваме од нешто. Мене ми е навистина тешко што не можам да патувам и да си ги следам сите тие агенди кои што сум ги планирала. Значи, мора да се помириме со некои работи, да ги прифатиме такви како што се, да ја прифатиме таа нова реалност и после тоа да се обидеме да извлечеме максимум од сето тоа. Она што јас го препорачам, се знае, тоа е излегување во природа, се почесто. Пробување да се споиме назад со природата. А оттаму ќе се поттикне и тоа визуелното што досега го разговаравме, оној визуелно-естетски момент, можеби ќе отвори некоја креативна жичка кај нас и ќе сватиме дека не сме биле толку антиталенти. Слушајќи ја низината приказна и совети, размислете колку досега сте му дале шанса на вашиот талент. Отворете го вашиот креативен ум и покажете му на светот дека преку сите мали нешта во уметноста ги правиме големите промени во светот. Жените уметнички често пати во медиумите се представуваат како домакинки кои што имаат интересно хоби. Ова е погрешно. Погледнете што ви подготвуваме во делот за медиумска писменост. Жените уметнички честопати се представувани како домакинки кои имаат креативно хоби наместо како професионални уметници со визија и амбиција. Не се ретки ни случаите во кои се представувани како музи. Жените биле дискриминирани со векови, а големите институции обично не успевале да ја поддржат кариерата на жените уметници кои работат на маргините. Не им биле наклонети ни критичарите кои знаеле да забележат дека жените не се доволно образувани во поглед на нивниот професионален избор како уметници. Нивното уметничко дело често се пренесувало само како занает или рачно дело. Жените биле предмет на дискриминација и стереотипи дека не се доволно вешти и едуцирани, а нивната работа била често потценувана. Уметничките често не добивале признание за работата која ја правеле, а кај голем дел од нив успехот и признанијата им се припишувале на нивните сопрузи, партнери или пак на машките колеги. Историјата покажува дека жените понекогаш ги менувале дури и нивните имиња, употребувајќи машки или само нивните иницијали, во надеж дека нивната работа ќе биде прифатена сериозно. Жените мора да имаат еднакви права во поглед на нивниот професионален избор и тоа мора да биде почитувано при представувањето на нивниот труд јавно. Професиите зависат од стручноста, а не од родот на личноста. Уметноста заслужува да го добие својот простор во медиумите, а јазикот со кој ќе биде представена треба да биде ослободен од стереотипи. Дали знаете која е првата македонска уметничка? Останете со нас, ќе ви откриеме во артикулација. Лена Стефанова Ленуш е првата жена сликарка во македонското ликовно творештво. Таа никогаш во својот живот немала самостојна изложба. Нејзините две самостојни изложби се постхумно направени. Стефанова припаѓала на времето на почетоците на модернизмот и неговите постимпресионистички тенденции. Нејзини главни теми се пејзажот, мртвата природа, цвеќето, човечката природа, особено портретот и автопортретот. Освен акварелот, овие теми се обработени и представени во цртеж и маслена техника. Таа била првата македонска современа сликарка. Твориштвото на Лена недоволно е истражено. Таа била самохрана мајка која минувала низ бројни предизвици што придонело таа да се оформи како силна личност посветена на сликарството. Артемисија била првата жена која станала член на Академијата на Арте дел Дизењо во Фиренца. Таа започнала да се занимава со уметност на возраст од 15 години. Артемисија била италијанска барокна сликарка. Се смета за еден од најуспешните уметници од 17-тиот век, првично работејќи во стилот на Караваџо. Насликала библиски и митолошки слики од големи размери, исто како и нејзините машки колеги, и била првата жена прифатена на престижната ликовна академија во Фиренца. Фрида Кало денес е икона на припадници на маргинални општествени групи. Нејзиното вистинско име е Магдалена Кармен Фрида Кало и Калдерон. Се смета за интригантна хероина, жена и сликарка,
Во сликањето таа пронаоѓала силата да продолжи со животот. Нејзината уметност станува исклучително позната и ценета дури неколку децении по нејзината смрт. До тогаш била непозната како фасцинантната сопруга на Диего Ривера. Според постхумните одредби на Ривера, во 1958 година во сината куќа бил отворен меморијален музеј посветен на Фрида Кало. Нејзиниот живот инспирирал многобројни уметнички дела. Тој послужи како предложка на холивудскиот филм од 2002 година, во кој ликот на Фрида го толкува актерката Салма Хаек, а постојат и многу книжевни дела посветени на делото и животот на оваа мексиканска сликарка. Дора Мар, една од најпознатите музи во историјата на уметноста. Мар била позната фотографка, чие дело, Пере Убу, е икона на надреализмот и имала почасно место на интернационалната надреалистичка изложба во 1936 година. Извонредната венецуелска уметница Марисол, која што е од ерата на Ворхол, имала харизма на филмска звезда. Во средината на 60-тите години од минатиот век, таа изработувала скулптури и постери, инспирирана од популарната и од фолклорната уметност. Денес ве запознавме со сите предизвици со кои се соочувале низ историјата жените во светот на уметноста. Веруваме дека делот нив ќе бидат убава поука со цел да ги мотивираме младите уметнички како да се справуваат и да добијат еднаков третман во светот на уметноста. Бидете со нас и во следното издание, кога повторно ќе имаме интересна тема. Довидување!